По повод денот на пожарникарите 20 мај, територијалната противпожарна единица во Пробиштип го одбележа овој значаен ден. Традиционално одбележувањето на денот на пожарникарите почнува со свечено постројување на противпожарната бригада и поднесување рапорт од командирот на пожарникарите Васе Митрев на градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Господине градоначалник, територијалната противпожарна единица во соработка со младите пожарникари од основните училишта од општина Пробиштип, како и средното општинско училиште, ја изведува успешно тактичко показната вежба на гасење пожар на градинката Црничка во Пробиштип. Сето тоа се одбиваше по повод денот на пожарникарите 20 мај во Република Македонија. Рапортира командир Васе Митривски. Пожарникари, здраво! Здраво! Воедно беше изведена и тактичко показна вежба гаснење на пожар во детскиот објект Црничка. Во показната вежба беа вклучени и учениците од пожарната секција од училиштето. Честитки до сите пожарникари на свеченоста упати првиот човек на општината, градоначалникот Тони Тоневски. Почитувани пожарникари, драги дечиња, останати присутни. На овој ден 20 мај е ден на пожарникарите. Знаеме дека пожарникарството е една од најблагородните професии. Знаеме дека пожарникарите се тие што први помагаат во најтешките ситуации, не само кога има пожари, туку и при било какви елементарни непогоди и други несреќи. Ние како општина Пробиштип им помагаме во рамките на нашите можности, на нашите пожарникари во обезбедување на опрема, разни тренинзи, обуки и слично. Се надевам дека пожарникарите имаат основни средства, имаат многу добра обука, многу добро се обучени. Им посакувам и во иднина да се обучуваат на највисоко ниво и да имаат што помалку работа. Уште еднаш ви го честитам денот на пожарникарите 20 мај и ви посакувам да имате што помалку активности, односно што помалку работа за вас. Повеќе за одбележување на денот на пожарникарите од разговорот со командирот на територијалната противпожарна единица во Пробиштип Васе Митрев. Изведовме една тактичко показна вежба на градинката Црничка, каде имавме нели као предпоставка, односно таргетна група беа ни децата од градинките да ја видат нашата моќ или нашето што можеме во даден момент да направиме, каква е нашата работа, значи да ги согледат нашите перформанси што можеме да завршиме. Се разбира, тоа е една замислена во реална ситуација, тоа е веќе друго. Друго да кажеме веќе за празникот, ме прашавте за денот на пожарникарството. 20 мај е земен, овака за јавноста да кажеме, тој е од 1836 година по еден голем пожар во Битола. Румелискиот валија значи наредува формирање на пожарна, не противпожарна, пожарна, тоа е терминологија ми се користена. Значи во Битола првата пожарна единица е формирање од 36 и тој месец се зема како ден на пожарникарството во Република Македонија. Додека во Пробиштип на доброволното пожарникарство пред се во кругот на рудник Злетово, некаде 1955 година се купува прво возило Татра, каде надградбата е направена во машинската работилница, значи тоа се биле ентузијастички времиња, направена првата пожарна. После доваѓа дајци натаму, на неја сега препричаваме целата историја, ете на денешно ниво доваѓаме со донација од операција Флорион, нашиве возила што ги имаме, останатите 3 возила противпожарни и 2 теренски возила. И со тоа фактички работиме. За сега сме солидно опремани, може уште подобро, секогаш подобро. Кога се работи за материјални добра, човечки животи пред се приоритет е тоа, значи нема доволна опремата, не треба се повеќе и обука исто така. Обуката е секако најскапиот дел. Покрај професионалните пожарникари денес на оваа показна вежба во детскиот објект беа вклучени и учениците од секциите во општината. Да. Као што забележивте, веројатно и на вашата снимка има, значи ние имаме веќе секции формирано. Значи се со цел едукација на младината за тоа што е пожар. Бидејќи кај нас мора да бидеме реални во Македонија, во бившите југопростори, пожарникарството не заземаше, не знам од кои причини, може би знам, меѓутоа ќе речем не знам, не заземаше неко видно почитување.
Али треба да го имаме тоа вид и сакаме тоа, значи преку младата популација да ја врежеме што е нашата работа. Значи секој бега од оган, а овие луѓе одат према оганот. Тоа е многу прашање, нели, за дилема, за одговор. И затоа, значи, имаме формирано секции во основните училишта, како излетови исто во Кирил и Методија, во средното општинско училиште и децата во еден масовен одзив, што ме радува. Како ќе продолжи и денешниот ден, денешното одбележување? Па денешното одбележување го нели со овој репресивен дел што се вика тактичко показна вежба и ќе имаме прием во нашата противпожарна единица долу на Миро Барага, ќе имаме прием така за гости, нека повелат добронамерници, секој на кој насокче да се подружиме и така. Секој сме отворени за соработка, нели? Денот на пожарникарите е воведен како ден на кој се сеќаваме на пожарникарите кои го изгубиле животот во борбата со огнот. На овој ден се носат панделки во црвена и сина боја кои ги символизираат двата елементи од работата на пожарникарите – водата и огнот.